Ако во буџетот на Министерството за спорт се предвидени 362 милиона и во одлуката на Министерството за спорт исто така пишува дека тие пари, не 100 милиони, туку тие пари на Министерството за спорт ќе се делат според глава на жител во сите општини, тогаш, господине Герасимовски, нема теоретски шанси, ако се ова критериуми, вие да ги добиете парите за спортската сала на Работнички, не за друго, туку за тоа што 10-кратно ќе го надмашите тоа што ви следува и практично на спорт ќе му земете 1/3 од тоа што има. Има многу нејасноти во целиот процес, искрено. Пак ќе кажам, не е ова мега проект, поради тоа што и во минатото имало многу финансии кои се доделувале до општините. Дали идеален начин ќе видиме, но како се распределени по министерствата, верувам и како што ни беше кажано, според поднесени проекти. Веројатно се сумирани суми по министерства и проекти и истите треба да се распределени во министерствата, да бидат на посебна сметка, а да се исплаќаат на општините по реализација. Не се слагам со колегата Горан. Сега Горан разговара од позиција дека некако не му се јасни работите. А не се јасни? Не целосно, кажам. Значи вака, наменска сметка, се знае како е наменска сметка. Си имал наменски сметки во минатото и знаеш дека средствата кога се извинувам, не те пресирам, но сме блиски колеги, така можеме да разговараме. Си имал состојба каде што на наменска сметка легнуваат средства и завршено е со тие средства до реализација на проектот. На така, на истата. Истото ќе важи и во овој случај.